Добри ден, драги наши верни гледачи на Вкусот на традицијата. Голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково, недалеку од центарот на градот, на само 20 на минути возење. Овде кога ќе дојдете, ќе уживате токму во оваа прекрасна есен, каде што обоите и виножитото што го прави самата есен предизвикува такво убаво чувство да ве наведува да шетате во околината, да пешачите, за љубителите на велосипедизмот и многу други активности што ја нуди природата, боите од жолто, портокалово до црвено, ќе ве освојат сите. А можете и да го видите Скопје токму од овде. Предноста е чистиот воздух и се разбира на крајот уживањето во македонските традиционални специјалитети. За денешната емисија, јас и мојот тим на Вкусот на традицијата ќе ви подготвиме едни интересни кифлички кои што се толку примамливи за малите дечиња. Еве еден совет за младите мајки, исто така и за папите и за дедовците. Значи, кога ќе им дојдат внучињата, овие ролнички или кифлички, што сега ќе ви ги направам, нема некој што не ги сака. Крцкави, вкусни, натре сочни. За овој рецепт вас ќе ви бидат потребни вакви коцки од леп. Он е готов купечки леп. И нели понекогаш ни остануваат 5-6 парчиња, 10 парчиња, не сме го изеле лебот, не сакаме да стои, а во ладилникот имаме многу што и нешто, каде што би можеле да го искористиме за да го направиме ова. Ова се пече, се става на трпезата и веднаш се јаде. И, како велат старите, бришка, ништо нема во тепсијата за печење. Редната ќе ви биде пуштена на 220 степени, 5 минути печете на 220, потоа намалувате на 200 и крканција. Значи, еве јас имам околу 8 парчиња од овој леп што е во коцки, овој вообичаено за леп за тост, нели? 200 грама кашкавал, кој што исто така е пожелно да биде во облик на коцка, затоа што треба да вадиме парчиња, правоаголничиња од него. Можете било каков, и растителен, и мешан кашкавал, и крави е подобар. Овчи кашкавал не препорачувам за овој рецепт. Малку путерче, на едно парче леп одат 2 тенки парчиња сланинка. Малку сол, малку орегано и малку кетчап. Сега да преминеме на работа. Ќе ви треба една тепсија, која што е со хартија за печење, прекриена, за да може да не се лепи, нели ќе протече малку кашкавалче и така натаму, и ќе ви треба една оклагија. Сега што правиме? Ќе видам дали ми е добро на оваа даска или ќе треба на работната маса. Значи, треба да го измесам секое едно парче, да го направам како кора. Можете и чисто бел леп, можете и интегрален, овој интегрален леп, така, со посилно притискање, малку од едната страна, малку од другата, баш како тесто кога ќе замесите, нели? А јас сепак ќе го направам ова на работната маса, мислам дека ќе ми биде попрактично. Да, ете така. И сега што правам? Ќе го намачкам малку, значи многу малку, со путерче по потреба. Значи, не мора што се вели да плива, нели, во путерче, туку малку кога ќе се пече, знаете дека путерот дава посебно убав вкус. Ете така. Сега ќе пресечам, значи ако имам 8 кришки леп, јас треба да извадам 8 парчиња кашкавал. Еве, ова е веќе за 4. Значи ќе го направам
да извадам 4. Едно. Ако се многу дебели, тогаш ќе ги намалите. Да, мислам дека и ќе ми остане малку кашкавал. Ќе го искористам за нешто друго. Сега ќе видам кашкавалчето, еве каква треба да биде коцката од кашкал, тоа е правоаголниче. И сега ќе ставам малку кетчап. Така. Ова се прави за 5 минути, малку ориганце. Ајде така. И ќе направам кифличка. Ете така. Ќе земам сланинка, реков по 2 парченца. И ќе ги завиткам вака. И со долниот дел каде што завршува, ќе ги ставам во тавата за печење. Постапката ја повторувам со сите. Ова е значи нешто што нема и младо и старо, сите го јадат. Така. Сега ставам пак малку путерче, нели? Путерот има задача само да го даде вкусот на лепчето. Така. Малку кетчап. Така. И кашкавалчето. Сега ќе ставам 2 лентички од сланинка, леле, тако ќе се испече како крцка. Вака ќе го свиткам прво. Ете така. И потоа тука. Еве ги. И се така додека не ја наполнам тепсијата. Значи, си штедиме време и штедиме пари со овие кифли. Затоа што не треба да месиме тесто. Тестото веќе е испечено во облик на лепче, нели? Така. Немојте многу, малку, колку да им наликува на дечињата дека е тоа пица. Оригано заборев во претходното да ставам. Нема везе. Пак ако се малку пошироки, можеме да ги стесниме. Ги ставиме едно врз друго вака. Ете така. И сега ги виткам. Е така, крајчето од сланината оди доле.
Ете така. Сега ќе ставам повторно путерче. Значи, за оваа тепсија што имам 32-ката, 8 вакви лепчиња, до 9 може да се обере. Ставам оригано, кетчап ставив. Сега ќе ставам кашкавалче. А имам и путерче. И да немате сланинга, слободно вака ставете ги. Слободно значи без гајле. Еве цела кифличка. Ке се испече, таа прекрасно ке се испече. И ќе биде и сланината крцкава, и лепчето крцкаво, а внатре ќе се топи кашкавалчето. Еве, драги мои, подготвени сме за печење. Вие останете со вкусот на традицијата, ќе ги печам нив 15 на минути, прво на 220, 5 минути потоа на 200. Кога ќе промени сланината бојата, кога ќе стане крцкава, лепчето кога ќе стане крцкаво, ќе бидат готови и одиме веднаш на трпезата. Значи имаме прекрасен специјалитет. Па да го пробаме. Леле, како ова изгледа. Погледнете. Погледнете. Ни да месиш, ни тесто, па ти се погодило, па не ти се погодило. Ајде го видиме внатре како е. Погледнете. Леле, колку е ова вкусно. Да ви кажам, нема најаска нова. Не знам колку да јадеш, се те тера повеќе да јадеш. Ние ставивме доколку го користите за мезе, за совинце, пивце, ракиичка и така натаму. Можете и сос, татар сос да ставите. Можете да ставите кетчапче или доматно пире. Значи, се ова прекрасно, прекрасно. Драги мои, направете ги овие ролнички. Уживајте во вкусот. И знаете како велат? Никој не може да ви биде толку многу далечен како човек што ви бил толку многу близок. Ве сакам, ве гушкам, се гледаме во следната емисија. Довидување.